Здраво, дечки. Огноборец тука. Денес решивме да ја тргнеме малку позадината, секојдневието наше, тоа е повеќе од нашиот живот што поминува на работа во пожарна во бригадата на градот Скопје. Имаме дечиња со мојот гостин, решивме денот да го искористиме во парк, 24 степена по идеално здравје, ваков октомври не знам ни дали паметиме. Нашиот гостин денеска е Ненад Келебич, втората генерација примена после нас, првата генерација после 1994-та. Уште една успешна генерација на добри атлети, добри момци, послушни момци, секој за кратко време си го заслужува своето место и секој од нив обслужува различно возило. Ненад Келебич е исто така многу добар каратист, што значи многу добра другарска поддршка. Кога искачам, не само што е добар вингмен, тој е добар заштитник на нашето движење. Се шего. Али сме избегнувале секојаш. Здраво, Ненад. Здраво. Фала ти што прифати ни гостуваш во емисијата. Прво моје прашање е која година се прими во бригадата и кажи ми го твојот прв пожар, најкарактеристичен, најзапаметен, некој што те одбележал буквално како лузна од жештено железо. Примери сме генерација 2015-та. До сега 7 години искуство и од тие 7 години кој би го извел како најдобар, како најпечатлив пожар, па ги имам многу, кој ни оставил највише како впечаток, па да, имаше градинка во населбата Шуто Ризари и беше голема акција, значи голем пожар. Се уште бев млад, не доволно можеби искусен, да, али со желба за работа и колку можевме, помагавме на постарите колеги. Се сеќаваш, извини што ќе те прекинам, се сеќаваш ли на кое возило дежураше токму на тој пожар и како што фигурираше таа вечер? Кој беше твојот дел за работа? Не бев на прво секако, али знам дека одма долетавме за помош, нели, на првото и практично на Битпазар, нели, пошто они први се упатија на пожарот. Јас се извинувам што мрдам со телефонот. Ќе осеќаш ова, ќе осеќаш. Ќе го сечеме, не, идеме све уживо. Јас се извинувам, уште еднаш моравме да измрдаме, светлоста се менува. Идеме во живо, тоест идеме во наше живо, вие ќе го гледате реприза ова посекако. Се сеќаш на кое возило дежураше, која беше твојата улога, како фигурираше таа вечер со опрема и што беше причината за пожарот, тоест во што влетавте, што виде таа вечер? Па види, секако вторнавален, значи позади поискусниот колега кој нели ја води акцијата, значи го држи стрелото, кај него е мазницата, он гаси. Се отвараше кровот, значи имаше потреба од моторна пила. Кажи ми да те надополнам со фул опрема, беше тие срекници што за кратко време добија фул опрема, пошто стално е проблематика у пожарна да еден пожарникар од нововработените има целосна фул опрема за одење на пожар. Па да ти кажам право, мислам дека имавме, значи не се сеќавам, али ќе ти помогнам. Да. Горна, долна, колан имавте, шлем добивте? Да, имавме ракавици, работи, да. Добивме чизми, да. Ето така. Да, мислам да не даваме лоша слика. Значи не се жалиме во тој поглед, не кобурела нити тогаш пожарна во тој поглед, нити па со плукните апарати. Од секогаш имаме свој личен сервис, така да имаме добри дечки кои секогаш едниот го заменува другиот и обратно, така да во тој поглед не смееме да се пожалиме од бригадата. Баш ти фала за ова инфо. Да. Да не испадне дека цело време нешто кенкаме и се жалиме. Памтиш од прилика колку време траеше пожарот? Пожарот секако, како секој поголем, во прашање се неколку сати. Самото гасење сигурно беше околу саат време и после останува, нели, расчистување на значи догасување на останатите жарчиња и места што димат. Така да не звучи тоа дека е лесна работа, дочистувањето, значи пречистувањето, чистењето, листењето после самиот пожар и главната чета која се бавела лице в лице со оганот.
може да поминат дури и 3-4 во наредните смени, затоа што тоа значи прекопување на целиот материјал изгорен, се бара до последно жарче, можеби не е така во светот, меѓутоа во Македонија така се практикува. Кај нас се чешло до последен момент. Слично на она што викаат оние старана техника, поздрав до Благоја, нашиот бивши командант, кога се примивме, битно беше да влеземе. Значи влагајте, не знаеме во што влагаме, меѓутоа да влеземе. Значи тогаш се докажуваше машкоста така. Сега повеќе се користи умот и физичката спремност, се разбира. Затоа Ненад Келебич е не случајно тука као веќе позната и признаена атлета, многу наградувана во областа на каратето. Да, секако пробав да ги скомбинирам и двете работи. Значи, бидам физички спремен, ми помагаше и за на работа и за на карате. На приватен план, тој е спортски, професионален план. Да. Така успев да ги спојам тие две работи на тој начин. Која е најголема награда во областа на каратето? Ако може да се издвои некоја. Па би рекол трето место на европско првенство во Португал 2014. Ја би рекол малце повеќе, ова е голема награда за македонското карате. Тоа до душа до 21 категорија, 21 година во таа категорија беше, а како сениор би ги издвоил медајата на медитеранските игри, значи на Балканско имам трето освоено место, светски купови доста исто кои се поприлично јаки. Од прилика тоа е тоа. Му благодариме на Ненад, со него ќе се среќаваме и понатаму, кога ќе ги снимаме видеата у бригадата, ќе разговараме за неговото возило и дневната опрема и дневните заповести. Останете така, Огноборец вас ве љуби и Ненад нека одјави емисијата. Поздрав дечки, слушајте го, Огноборец збори.